ВМРО ДПМН успеа да го победи СДСМ и да му ги одземе бастионите. Успеа да го победи Дуи во Кичево и на крајот успеа да го победи дури својот коалиционен партнер Вреди во Брвеница. Тоа доволно говори за фактот дека во моментов оваа партија е неприкосновена на политичката сцена и нема некој што во догледно време може да им се спротивстане. Во исто време говори за лидерските способности на премиерот Мицковски и довербата што тој ја ужива меѓу граѓаните. Дојде на чело на ВМРО ДПМН којата беше банкротирана и прогонета партија. Нели велеа дека немало пари ни струја да си платат. Го презема кормилото, ја реорганизираше и успеа да ја врати на врвот. Под негова раководна палка ВМРО ја освои владата со големо мнозинство во парламентот, го освои претседателското место во државата, сега достигна и целосна доминација на локално ниво. Народот ја даде власта на ВМРО ДПМН и даде одврзани раце да ги спроведе политиките за кои се залага. Од економијата, инфраструктурата, локалните политики, па се до односите со Европската Унија, но и непопусливоста во однос на уцените од Бугарија. Премиерот Мицковски сега пред себе има бришан простор да го спроведе тоа за кое се залага. Искоренување на корупцијата од сите сфери, о функционално судство на кое народот ќе му верува, решение за локални проблеми, раст на економијата и животен стандард, преговори со ЕУ како и решавање на проблемот со Софија. Без Македонија да прави отстапка. Власта на ВМРО ДПМН има полни раце со работа во сите сфери, но затоа гледаме ја има целосната моќ да може да го сработи. Но апсолутна моќ значи апсолутна одговорност. Целосна контрола врз системот значи големи искушенија за да поединци го злоупотребат. Поради тоа институциите и заштитните контролни механизми во државата ќе бидат ставени на сериозен тест. Но мислам дека и премиерот Мицковски и ВМРО ДПМН ќе оправдаат огромната доверба што ја добија од народот.